Браво, дечки, се надевам дека во иднина ќе ги гледаме и на големите фудбалски терени, а ние сега овде ќе зборуваме за еден друг необичен проект, а тоа е изложба на фотографии на Вели Јанјагев и тоа е изложба на уметнички фотографии на ретки и уникатни птици кои што живеат во Македонија. Вилен, добро ви утро, добро ни дојдовте. Добро утро, поздрав до сите гледачи на телевизија Алфа. Вие, иако сте автор, да речеме, на фотографиите на ова изложба, сепак јас би започнала со главните звезди, а тоа се птиците. Зошто токму птиците? Па, у суштина секогаш сум ја сакал природата. И као дете израснав со гледајќи документарни филмови од типот на Обстанок, после нели сите гледавме Национална географија, Discovery и така натаму. И некако ми остана желба еден ден и јас тоа да го направам колку можам, мислам се разбира во склоп на моите можности и можностите што ги имаме тука во Македонија. Вие сте инаку шумарски инженер и сигурно многу знаете за птиците, што е она што ние како лаици би требало да знаеме за нив. Па, суштина не треба многу. Може би најбитната работа е да успориме со начинот на живот и кога одиме во природа, дури и во градски парк, да застанеме малку и да почнеме да гледаме и да слушаме што се случува околу нас. Само тука во близина на градскиот парк и на кеот на Вардар, според eBird, тоа е една веб страна каде што се води евиденција од птичари, луѓе што наблюдуваат птици, си забележуваат таму што каде имат видено, но некои 150 на видови се видени само баш тука. Само во градскиот парк. Тука од централно градско подрачје, градски парк и кеот на Вардар. Јас најдов исто така податок во овие рекламните материјали, овој проект што го правите вие заедно со Прокредит банка, оваа патувачка изложба, дека во Македонија имало околу 330 вида на птици. Да, има околу 330 видови на птици. Некои од нив реално е многу тешко дека ќе можете да ги сретнете тука, освен со многу среќа. Али има. Значи, у суштина е богата земја со птици. Ние сме и интересна миграциона рута за на пролет и за на есен, некои што прелетуваат и застануваат кај нас, така да се на се Македонија е многу мощно интересно место за овој тип на хоби. Сега претпоставувам дека не сте успеле сите 330 вида да ги фотографирате, но еве да речеме кои од овие 330 вида се најчести кај нас? Вака во градските средини мислиме дека се голубите, така? Па добро, сега гулаби, врани, така натаму, врапчиња и така натаму, тие се тоа што се ги гледаме на сите страни. Она што е поинтересно за вас е кои се најретки? Па најретката што имам сликано и видено само еднаш е цуцулеста кукавица. Тоа е кукавицата што никој не ја знае кај нас. Два вида иначе има кај нас. Цуцулеста. Таа многу мощна е ретка, ни афричка си ја викаме. И конечно ова година на среќа успеавме да ја видиме кај депонијата во Велес. На пар секунди успеавме да ја сликаме и толку беше од неа. Во овои материјали беа потенцирани три издвоени, да речеме, но има фотографии, па ако сакате да ги прокоментирате, претпоставувам и тоа е интересно за гледачите да знаеме што гледаме, така? Ова моментот е сива чапја, што се гледа на екранот. Таа е релативно честа, ова е реткост. Ова е розово фламинго и го видовме колку неверојатно тоа да звучи во Стајковци, има таму едно мало езерце. Таму го видовме фламинго, тој бевме сите мощно возбудени, среќни заради тоа, бидејќи е неверојатно дека ќе сретнеш фламинго на 5 километри воздушна линија од центарот на градот. Ова е пчеларка, едно според мене најубавите птици кај нас што може да се сретне. Рибарче исто е преубава птица што ја има во градски парк, може таму да се види. И Прокредит банка, една еколошки свесна компанија која мощно помогна околу изведувањето на овој проект. Убави фотографии, и како лаик можам да кажам. Колку е компликувана птицата како објект за фотографирање? Па е сложено, иако не изгледа така на прв поглед. Барем што се однесува до фотографија на птиците, бидејќи треба да се најде решение за повеќе проблеми. Значи треба прво да се отиде на терен, да се извиди местото каде што планираш да сликаш.
И онда почнаш да бараш трагови од птици. Почнаш да следиш, да видиш што прелетува, да слушаш, можда ќе ги слушнеш, после размислуваш за кое место, бидејќи треба и фотографијата да биде убава. Има места каде што има многу птици, али не може да се направи добра фотографија. Така да треба и тој проблем да се реши. Дали од саба или од поруче, кога светлото повеќе ќе одговара, позадината каква ќе биде. И на све која опрема ќе носиш, кој тип на објектив и така натаму, и на целата таа припрема и мислење треба да имаш тој момент на среќа да дојде. И треба да бидете без прекорнотивки. А тоа е беззвучни, така. Тоа се разни типови на камуфлажи, седење во апсолутна тишина. Некогаш и со часови? Да, некогаш и со часови. Си има случувано да не се поместам од место повеќе часови и тоа може знае да биде можне напорно, независно дали сум поминал повеќе часови на некоја качен на некоја карпа или во Охрид, како што ги имам сликано со неопренско дело, пикнат во вода негде до гради, покрен со камуфлажа, уште пред изгре сонце треба да влезеш внатре пред да дојдат и да си седиш во вода така и да ќутиш со фотоапаратот, чекајќи, надевајќи се дека нешто ќе дојде. Каде ви беа најуспешни фотосесиите? Па имам неколку омилени места за сликање. Едното е во Охрид, Подмолје, Цоцев камен, што го викам македонското Мачу Пикчу, многу интересно место. Покрај долината на Вардар Демир Капија дефинитивно за грабливи птици и за лешинари. Делот тука околу Кочилари, на кај Ногаевци, тоа ми се Дојран, зимно време Дојран е перфектно место за наблюдување на птици, поготово кој сака да гледа пеликани. Така да има исто, нема крај, Преспа, Мариово, тоа не може да се донабројат. Има прекрасни места во нашата држава кои се има интересен див свет, само што треба да се одвои време и да отиде и да се види. Изложбата имаше, како и птиците, патувачки карактер, 6 града низ Македонија. Тоа патување веќе заврши, така? Кои беа градовите и како реагираше публиката? Па Битола, Прилеп, Струмица, Штип, требаше и во Охрид и отидовме, и Скопје бевме на отворено. Требаше и во Охрид, али заради временските услови не успеавме да ја поставиме. Значи, реакциите беа можне позитивни. Јас бев дури изненаден, приоѓаа луѓе се интересираа, се чудеа што све имаме кај нас во Македонија, не им беше веројатно дека може. Веруваа дека тука е сликано? Да, веруваа. Мислам ќе поверуваат кога ќе им објасниш каде е местото, што како е направено, они веруваат и се чудеа. И им се допаднаа сликите, што беше за мене најпријатното изненадување беше многу убаво. Не изненадувачки позитивно се на се. Покровител на оваа изложба беше и се уште, ќе кажеме зашто се уште е, затоа што се уште не е крај, е Прокредит банка. Како дојде до ваша соработка? Па некако стапивме во контакт уште прошлата година, они се заинтересираа за тоа што го работам и почнавме да разговараме околу тоа. Како да најдете заеднички јазик, да биде корисно за сите? Не само заеднички јазик да биде корисно за сите, него како да најдеме начин кој најдобро ќе прикаже дивиот свет. Незаштитениот? Да, незаштитениот, пошто генерално имаме проблем со тоа во државата, да го прикажеме на луѓето за да можат граѓаните да увидат што навистина имаме. Какво богатство имаме, Какво богатство имаме, бидејќи никој не знае. Ние секогаш зборуваме за заштитени подрачја, али луѓето кога им кажуваме за заштитени подрачја или за некои мерки за заштита, не се баш свесни што заштитуваме таму, бидејќи немаат видено. Друго е кога има визуелен приказ на тоа што се заштитува и што сакаме да го спасиме. И мојата цела идеја е со сликањето на птици и групата на Facebook што направивме Птиците во Македонија, заедно со помош на Македонското еколошко друштво, ни беше да прикажеме што има во Македонија, да заинтересираме и други да почнат да ги забележуваат, да ги сликаат птиците, за да можеме да имаме една
покомплетна слика за состојбата со птиците во Македонија. И Прокредит банка тука излезе навистина во пресред и финансираше изложбата. Сега на 27 ќе биде централниот Тоа е настан. финишот. Да, тоа ќе биде финишот. Значи ќе имаме аукција во просториите на Прокредит банка. И парите ќе бидат наменети за заштита на птиците. Поканите се сите? Како е замислена аукцијата? Да, отворена е, значи отворено е, добре дојдени се сите кои што сакат да дојдат и да ја видат изложбата и да учествуваат во аукцијата. Значи на 27 од 19 до 21 часот, да. Она класична аукција како што сме навикнати од филмовите со надавање ќе има. Не знам, тоа ќе биде и за мене изненадување. Да. Не, тој И важно да знаат сите дека средствата ќе бидат наменети за наше добро, за заштита на животната средина. Јас многу ви благодарам на ова ваше гостување. Не сакам уште сега да прашувам што е вашиот следен проект, можам само да замислам, но ќе имаме секако прилика да дојдете овде и да ни соопштите, нели? Благодарам уште еднаш многу на поканата и што ми овозможивте да им кажеме на луѓето и овака преку еден медиум што се прави кај нас.